Епа добро вечер на сите. Вечерва сме без микрофон, ама мислам дека сепак ќе се слушниме. Доволно сме бучни. Доволно сме бучни. Тие што се тука дојдени да пијат кафе, слободно пите кафе, не ни пречите. Ние што сме дојдени да се слушниме, ќе се слушниме. Вечерва со мене го имаме господинот Зоран Милошевски, не Милошевич. Сова Милошевски. Проблем е што имам луѓе овде што се Милошевски и тука ќе варира твоево презиме, кој инаку не дојде од Ресен. И мислам дека баш најавата беше добра дека ние ќе правиме фантастичен муабет. Научно фантастичен, токму така. Зоран инаку пишува научна фантастика. Веќе истера, дали го сметаш серијалов за завршен? Така те прашам, така, да. Завршен, па што е нов серијал официјално? Еден истеран серијал целосно завршен, еден почнат наново и една стендалон, односно засебна научна фантастика со која што почна. Па, стандардно јас имам едно почетно прашање, а тоа е од каде почна љубовта за пишување и за читање? Љубовта за пишување и за читање почна од денот кога ја изучивме последната буква. Од тој ден, од секогаш што го сакал читањето, значи одлично се сеќавам во прво деление кога бевме, само што ги научивме буквите, ојде во библиотека се запишав, во пионерската, број 602 бев, и прва книга што се зовеше Шекерна приказна. Ај, шубо. Да. Секој што се шегувам дека колективите за второ уште во прво ги имам прочитано. Од секој сум сакал да читам и ми остана нека прекрасна навика така низ времето и секој можен момент слободен го користам за прочитам нешто. Со научна ајде, на почеток која беше твојата литература за читање? Што читаше? Што ти привлече внимание? Имав среќа што мајка ми е дипломиран книжевник, имав наследив една прекрасна библиотека која имаше многу дела за деца, младинци, мислам од периодот од 50-тите, 60-тите години, кога била таа дете, и имав многу детска литература за читање, а после со текот на времето наследив, мислам, имаше и други сите. Кој беше твојот прв контакт со научна фантастика? Од истата библиотека беше Големата авантура од кој рече така Гордон Пин ми појде, ама не е научна фантастика. Големата авантура од Лазо Николовски беше. Не беше Лазо Харовски, Лазо ќе ми текне после. Тоа беше со две деца, брат и сестра кои го крада Вселенскиот брод на татко им кој е научник и патува до планета. Тоа е официјално прво македонско научно-фантастично дело издадено. Да, 1958 година, 61 е второто издание. И со него почнав и после тоа се створи некоја љубов, секој викам дека е двострана љубов. Колку што е избрав научната фантастика, толку и тама избра мене. И дури првите раскази кои пишев на кај четврто-пето деление си се со научно-фантастична содржина. Знаеш што, тоа ми е посебно интересно затоа што во тој период повеќето дела кои се пишуваат, ретко кога ќе најдеш да е нешто токму таква, го мразам терминов, ама ќе го потребам, жанровско, било да е научно-фантастично, фантазија, трилер, детективско, обично пишуваме со ставчиња, така? Да. И, значи, ти уште од тога си се одлучил дека јас ќе пишувам научна фантастика? Не, од тоа што пишував научна фантастика. Точно, одлуката веќе ја нема. И како беше таа транзиција од помали дела до поголеми? Транзицијата беше најпрво имав еден куп раскази. Мислам дека седне пред 10 на години ги преработав целосно. Сакав да ги издам во некоја збирка интересна, имав замисла некоја, ама се ми пропадна таа идеја нешто. Поред има помали раскази, па седне, секогаш сум сакал серијали за разлика од тебе, например, кој ги препочиташ расказиве и новели пократки, јас секогаш сум сакал серијали. Значи, првите книги што ги имав, мислам книги, тие беа зачетоци во книги, сите беа пишани на рака. Сите беа во серијали. И сите серијали ги имав на посебни места, ги имав разработено до детали, како тоа се одвива, до последната страна.
Правиме муабет за пишување, за читање. За читање исто. Сакам жанровски секој да шетам, ама на прво место ми е научна фантастика. Али секој шетам преку една книга. Јасно. Значи, кога рече дека јас не сакам да пишувам серијали, затоа што сметам знам. Затоа што сметам, знаеш како, дека е вложување при што имаш одредена одговорност према читателите. И во таква една одговорност тежи некаде и свесен си дека ако нема континуитет тој серијал, луѓето ќе го заборават. Сега, за разлика од мене, ти очигледно го немаш тој проблем. Ти рековме веќе серијалот ти е завршен. Почнав нов, да. 5 книги беа, така? 5 книги во колку? Во 6 години? Не. Првата книга и половина од втората ги работав 16-17 години. Затоа што се два пати на раце препишани. Чека, вака, ама види. Пат дигитално ги префрлив. Види, ние не го знаеме колку време си ја пишал, ќе се вратиме на таа тема. Повеќе ми беше прашањето откако излезе од аспект на чекањето на читателите, така? Од аспект на чекањето во 6 години 6 книги. Така. Сега ќе се вратиме на таа тема, затоа што Добро, јас мислам на процесот на пишување. Да. Сега ќе одиме за процесот на пишување, затоа што мислам дека кај тебе посебно интересен, затоа што самата идеја за целиот серијал, Истапени сечила беше, или првата беше таа, Последна граница е целиот серијал. Значи, кај тебе таа идеја не е нешто што се случи, не можам да речам случајно, но случајно од аспект на кога излезе книгата, туку е нешто што е мислено долго време. Да. Што беше, ако памтиш, сигурно памтиш, првото нешто што дојде како идеја? Дали беше лик, дали беше ситуација, дали беше дел од светот? Први беше некаде 98 година, еден краток расказ имав напишано. Таму за прв пат беа спомнати големите куќи и тоа дека се сокриени од, ама беше многу поблед. И од него со тек на време, што би рекле ресенчали, си скопиле остатокот од книгата и се рашире целото дејство. Од него се почна. Али постепено, кој што доаѓа идеите, го ширев и дојде една прекрасна приказна од 5 тома, 3000 страни и 500 години распон на дејство. Колку е важно како писател кога пишуваш конкретно научна фантастика да можеш да се ги визуализираш нештата? Јас не само што ги визуализирам, јас ги преживувам на моменти. Тоа е дел од, мислам дека е дел од имагинацијата на авторот најмногу и јас немам проблем со тоа конкретно. Можам буквално се да визуализирам, можам да ги замислам, можам да ги оправдам, да ги објаснам без никаков проблем. Јас знам, не знам колку од читателите и тие што ќе го гледаат Коса црта слушаат ова, знаат дека ти добар дел од работите дури ги имаш искицирано. Да. Така. Кога правеше книгата, дали размислуваше да ги внесиш тие скици во првата книга, сега разговараме, од серијалот? Во првата книга од серијалот, на последната страна, ако се сеќаваш, има додатоци. Има, да. Тука се внесени во кратки црти информациите за сите големи куќи, дури и семејни делози на комодорите, кој кога е роден, кога починал, со сите, со кратки, тие беа најмногу ради себе ги направив, пошто ако имаш ти такво големо дело, во еден момент ќе се изгубиш ако не водиш редакција. Точно. Ги направив ради себе и после ради читателите ги средив, ги систематизирав и ги вметнав. И сите што ја прочитаа, сите ми кажа дека наистина од помош им било, пошто имаат преглед. Не, дефинитивно од помош, а знам дека од помош и како автор, посебно кога работиш некој покомплексно дело со многу повеќе ликови, мора да имаш преглед, да знаеш кој, кога е, како е, зошто е, што е, зашто јас сега се сочувам со проблемот на грешење на имиња, затоа што сум сакал прво да се вика вака ликот, сум го сменал името и некаде пак се појавува името што прво ми паднало на памет. Дали имаше таков проблем ти? Имав на неколку пати со имиња, имав и со години, ама кој ги прочиташ да, ги се наоѓаат. После 2-3 пати препрочитување ги најдов и ги мислам дека во 90% ги седи. Сега имам еден читател од Норвешка, и му дадов, мислам дека ти ме контактирано и тебе,
ги имаат, му дадов задача како е налетат на грешка некаде да ми ја пише или само ми праќат како ги не читат така. имаат контактирано, и мене ме прашуваше книгите каде да ги најдете. Да, ми кажа дека ги зел, ми кажа. Гледаш, баш тоа би е интересен момент затоа што имам едно смешно прашање, колку вкупно ликови, дали знаеш од прилика, колку ликови имаш? Тоа така? Значи од прилика, не правиме муабет, точна бројка не верувам дека знаеш. Бидејќи се работа Дај ни рамка од до. Не, бидејќи се работа за долг период од 500 години во книгите веќе некои се менуваат. Да. Па можно е да имат околу 150 до 170 литра. Што мислите за ова? 150 до 170 ликова. Со различна важност. Да, ама вака. Значи, еве јас како читател сега ќе кажам дека ликовите што ги имаш, немаш ти класични епизодни ликови. Да. Значи, класичните епизодни ликови не си име и презиме, се чуварот на вратата или не знам, војникот таму или стражарот таму, но во основа речи си сите ликови што ги имаме со име и презиме. Кај тебе не се сведно име и презиме? Како дојди до таа идеја? На крајот бидејќи големите куќи се во малени микроопштества замислени беа и логично ми беше секој нивни поданик да го додават името на крајот од своето. За кој начин на препознавање, кој начин да се делат од другите, пошто јато ги читаше. Статус во некоја форма, да. Имат многу меѓу нив спорови и слично и многу им е битно да се различни, дури физички се трудат да се различни. Имат и во тој имат некој прикриено онакво, едниве се црнобурести, другиве се плави, третиве, значи намерно се и ги имаш тој што стрчи во стадото. Да, имаш и такви. Оние кои што добиле титула дополнително по заслуга, не затоа што се крвно припадници на одредена куќа. Бидејќи ги спомнавме големите куќи, може малце ни објасниш за нив, затоа што не сите ги имаат читано делата, односно кое е општеството кое функционира, што се големите куќи? Вака сега. Знам дека е комплицирано прашање. Не, накратко ќе пробам. Кога ги вметнам големите куќи во големи куќи, сите мислеа дека нешто од Дина имам за мене, пошто нели таму ги имаш големите куќи. Целата филозофија е што тие немаат никаква допирна точка. Мислам, ова е скроз засебно, овдека кај мене, во последна граница, голема куќа е организација на ниво на држава, значи исто како држава, како република, како кралство, голема куќа. Да. Тие настанале, кога се сеќаваш, сите се настанати од бегалци. Точно. На островите кај Чиле, јужно Чиле долу, кои ги населиле во еден момент. И големи куќи се нарекле, чисто символично, бидејќи вратите им се отворени за сите што ќе дојдат. Точно. Од таа гледна точка и со тек на време се претворат во микроопштество, пошто се мали на број, со власт концентрирана околу еден човек. Значи, тие имаат комодор, што е многу поразлично, например, од денешните форми на владење, пошто имаат скроз поинакви ингеренции. Колку ти беше забавно да го создаваш новото општествено уредување, неократијата, затоа што мене ми беше забавно да читам, знаеш, како што се читат сите делови, откриваш една поинаква визија за светот. Многу убаво имав замислено самиот старт неократијата и после како времето врвеше, така ја обликував. И ми беше многу лесно, пошто точно имав замислено како треба да изгледа. Така. Да не е совршена, ама да изгледа како совршена. Тие што се поданиците, што се и општо, значи неократија на ниво на цел свет, по патот на демократијата и феудалната технократија и така дали, само е убаво објаснато. Неократијата доаѓа како логичен наследник, што треба да го спаси човештвото од самите себе. Значи, имате веќе што се Давид во ѓубре, во загадување, во војни, во онако, неократијата е тој што треба да му стапни на вратот и да ги смири малце. И успеват. Значи, таа е брутална, не е замислена како дистопија, значи не е дистопија, ама од друга страна не е ни утопија. Не, значи тежно е нешто избеги. Немаш крајност. Нема. Али е направено замислено како општество кое би можело да функционира. Пошто е замислена како самата неократија е замислена како владење на една мала интелектуална елита
се интервентите, Да. што од сенка ги влечат конците, пошто ти ретко и се појавуваат, али имат сосема зацртан план како сака да се одвиват работите во 500-600 години следните во светот. Па тоа ми се допаѓа што работите постепено се отвараат, значи имаме фокус на два лика, протагонист и антагонист во првите две книги, а понатаму се повеќе се отвараат останатите работи. Едноставно кога ќе ја завршиш нивната приказна, даваш простор и за останатите куки, за самата неократија, за интервентите, и тоа е нешто што многу ми се допадна. Затоа што сме разговарали нели на почетокот го гради светот, имаме многу описи за ние да можеме да си ги замислиме работите, а постепено како што иде секоја наредна книга сме ослободени од таков некој притисок. Јас како читател го почувствував така, дали ти како писател го чувствуваше на некој сличен начин? Дека сега не морам да опишам нешто, можам да се фокусирам на нешто друго. Во еден момент кој ќе ги разработиш на почеток, кој ќе ги осмислиш, кој ќе ги разработиш, после е многу лесно да зидаш над нив. А од друга страна, на пример, ево сега, самата научна фантастика е литература што не е многу читана во конкретно кај нас, не е многу читана. И ја читат одредена има читачка група и, на пример, јас имам доверба во читателот дека ќе успее да се избори со тоа што го имам напишано. Дека се да не звучи претенциозно, дека не секој може да ја читат, ама многу луѓе на пример ќе прочитат 50 страни и ја фрлат. Така. Значи имаме еден куп, ги имам така. Значи не дали нема да го завлечи, дали ќе биде тешко, дали не може да го замисли тоа што е напишано, да тој губат интерес едноставно, ама тие што ја прочитале, ниту еден немам добиено поплака, дека не му се допаднала или... Па значи тоа си е валидно, затоа што ја сметам дека... Така да кажем, често викам, кога ќе успееш да истераш до крај, ќе ја добиеш наградата тогаш. Па сме разговарале, затоа отворено можам да си кажам, дека јас го имав истиот впечаток, се борев со првите страници на првата книга, меѓутоа вредеше. Затоа што после тоа, кога ќе се внеси човек во целата приказна, едноставно во ликовите пред се, едноставно ти е интересна таа игра на кетен маус ке речев сега. Како би рекле ние глувче и маче, не. Може. Или куче и маче би биле на македонски. Мачка и глушец, зашто? Мачка и глушец, така. Че првите две книги се љубов, омраза, ситуација и тоа што е најако од се, имаш двајца машки ликови кои што можам да речам дека и се сакаат и се мразат. И тоа мене толку ми беше интересно за читање, што ми се чини дека и другите работи во одреден период ми беа споредни во нивната игра, посебно во втората книга. Значи, го имаш моментот на омраза што е меѓу водечки лик, не е водечки лик. Не. Меѓу двата ликаш, а од друга страна имаш она што е војничко пријателство меѓу двата, што е заедно. Почитување постои. Заедно, да. Тоа многу ми се допадна. А не може да се смислат еден со друг. А не може да се смислат, да, пак имаш почит и тоа беше толку интересно за читање, затоа што нивниот конкретно однос е, мислам дека е одлично го. Не, нивниот однос е несомнено супер сработен. Кога идејата спомна, значи развиваше 16 години од идеја до првата книга, така? Да. Од прилика? 17. Дали во тој процес на развивање на идејата веќе го имаше скелетот до каде ќе одиш со приказните или само до одредена книга, а после тоа дозволи да те водат ликовите или дејството или... Првите две ги имав целосно замислено, третата знаев само една реченица од крајот како ќе заврши. На незе после изидав се, има прекрасна идеја, доби во еден момент. Тога живеевме во македонска каменица, имав доволно време за размислување и за читање, направив со прекрасна приказна направив и во рекордно време ја искуцав. Ја средив. Четвртата книга не ја имав замислена. Ја имав петтата замислена, знаев од прилика како ќе се одвиват настаните, ама толку убаво ја сработав третата и толку убаво имав замислено четвртата, петтата, што измеѓу она Калени во Карко се роде беше многу поглатко. Прекрасно би се вклопе. И многу убаво испадна, многу ми е мило тоа. Не е дело што е со сила напишано или колку да. Да, те знам. Испадна многу убаво, многу го се вклопе. Те сваќам што мислиш. Прекрасно го поврза целиот тој период
Првите два дела станели тие што се војните биоголемите куќи са во 4-5 години, другата е 50 покасно, ова е 100 години покасно и е приказна за целата неократија точно во нејзиниот најсветлите моменти и полека падот. Што мислиш ако се вратиш пак во Македонска каменица да живееш? Што ќе се роди тогаш? Да. Те чекам да завршиш за прашањево да не би избега. Нешто сосема друго. Цел серијал можда? Веќе има многу серијал. Добро, да, веќе има, замисли уште еден. Како е да се ослободиш од, знаеш, како мисловно од притисокот дека пишуваш серијал? Јас го имам, затоа те прашувам. Любопитен сум сега како писател, не како читател. Петата книга ми беше многу тешко, имав многу притисок. Не притисок дека нема да го постигнам квалитетот на претходните, посебно на третата, со многу се гордеам. Чи тоа е притисок што самите си оставаме како автори. Сакав да не стани да го нема тој момент на повторување. Да. Значи сакав да е нешто ново, а во исто време да држи ист квалитет и континуитет. И мислам дека успеав. И посебно петата која работев стварно и многу пати имав и преработки, и доработки, и грешки имав многу, си пронаѓав самиот, али ја дотерав. И испадна многу ба. За разлика од нив, например, новиот серијал сега што го започнав, првата ја заврши во рок од 3 месеци и премногу ужива во пишењето. И колку што ужива во пишењето, толку ужива во секоја од тие 3-4 преработки што му видам. Баш ме интересира, знаеш како, новиот серијал ти има сосема поинаква корица од претходниве книги. Која беше замислата за претходните книги за корицата, како дојдовме до еден сосема поинаков стил на корица? Затоа што знам, че ова е приватно прашање, зашто знам дека Зоран си ги мисли кориците на книгите, размислува како да му изгледат и доаѓа со конкретни инструкции за оние кои што ќе ги работат. Првите корици беа замислени уште од на почетокот кога почна книга. Уште на почетокот на 2000-2001. Секоја корица беше одреден символ кој беше од на големите куќи, нивниот заштитен знак. И во секоја дел имаше, во секоја следна книга беше различна. Ова книга сега што е од новиот серијал, први имав замислата да продолжам мислата, да е пак со некои символи такви, па некој после ме премислија да пробам со нешто да освежам, што беше добра идеја. Со оглед на тоа што се ежам од AI користење и ChatGPT и остало, повеќе сметам дека креативност е нешто човечка одлика само и ценам нешто да е сработено од уметник. И исконтактирав двајца уметници и ги направивме прекрасна корица и неколку илустрации внатре плюс. Значи новата ќе има интересно изненадување за тие што ќе купат и ќе читаат. И испадна преубаво и многу сум задоволен како излезе. Мило ми е. Имаш замисла, промоција, продажба и слично на новата? Кога, како, што план за оваа година? Новата е во печат и треба да излезе во текот на неделава најверојатно. Промоција сакаме на помала да направам во Скопје, една во Ресен ќе направиме после. Ти ќе си пак. Знам, чим рече после и гледаш, кај мене јасно ми е. Охрите на промоција. Што да не. И отприлика. И стално увек викам каменица да направиме и што ја нема да слушам. Ја нема. Па не знам. Зошто не одиш вистина во каменица, јавно кажи, еве овде пред сведоците молам. Што имаш против каменица? Што имаш против каменица, да? Ќе зацрна од... Не се пружила прилика едноставно. Не, ќе направиме и таму ќе направиме. И јас ќе дојдам до таму, не сум бил. Ќе земеме со нас што се. Не, па бете, готово. Падна договор, гледаш? Знам. Ќе зборуваме на дијалект. За дијалект, ја. Намерно, нарочно. Дека патат. Ми да. Една, знаеш како, пошто ја спомна темата, сум љубопитен околу читателската публика. Затоа што, да се разбериме, кај нас публикава најмногу чита трилери. Тука, и што е најтрагично, не чита било каков трилер, се чита трилери со шок ефекти, покрвави и нешто во тој стил. Од во однос на првата книга,
еве не мора да одиме дури до последната од серијалот, но дали имаш почувствувано промена од аспект на публиката, на одзив, на интерес и слично? Најголем интерес имаше, мислам, по мое, Сагата тројство, првата проекта. Тогаш беше малце побомбастично најавена и беше едно од првите поголеми дела од македонски автор и помина многу убаво таа книга. Извини, која година беше? 2018. 18-та, така да. Со таа книга поминавме многу убаво. Другите како ги вадевме, имаше интерес и уште имате интерес, ама самата читателска публика овдека е мала, луѓето што читат научна фантастика се малку грци. Па не, некој онако е задоволство да се пише за одбрана мала публика. Па реално е, знаеш како бара време вложување, права муавети како писател и како читател, затоа што кога ќе земиш да читаш научна фантастика или фантазија, ќе бара да си се вложиш и треба да уживаш и треба да си спремен да знаеш што читаш. Меѓутоа мислам дека има поголема отвореност кон тоа сега отколку порано општо. Дефинитивно. Сега можеби дел од тоа што рече ти дека со првата книга имаше поголем интерес, се должи на не фактот што во меѓувреме се јавија многу македонски автори, вклучувајќи ме и мене, кои што почнаа со трилери. Дали ќе се серијали, дали ќе се, не знам, единечни детективски, ама некако трилерот и крими и љубовните секогаш ќе котираат многу повисоко кај читателска публика, пошто луѓето не сакаат да се замарат да го читање, да го чувствуваат по нешто што се ги опушта. Па еве и мене од моите книги најпродавани се тие што се класифицирани како трилер. По портали не гледа и ги знаеш и сам бил пратиш активен си, гледаш точно кои книги се најфорсирани, најчитани и кои автори. Значи одредена група на читатели е, али сум задоволен и сум среќен што ги. Мислиш дека може нешто ние како автори да направиме, да преземиме, да придобиеме повеќе читатели или да влијаеме врз отвореноста кон други жанрови? Не знам да ти кажам искрено, мислам дека оние кои се љубопитни, имате една група на читатели кои се љубопитни и сакаат да вршат упади такви на други жанрови, ако дел од нив ќе се заинтересираат, ќе се навлечат. Јас имам луѓе например што во живот не прочитале научна фантастика, па ги прочитам моите книги и им се допаднале. Ама пак ќе речам, тие се грст. Знаеш како јас бев пријатно изненаден, ќе ги земеме микрофоните или ќе тераме без? Јас немам проблем. Мој еден имаме, другиот го немаме. Нема потреба, супер сме. Нема веќе почнавме без, продолжуваме без. Океј. Ви благодариме многу и се извинуваме што ви изнамачихме, ама ете. Тераме вака. Истина. Фала. Поинтимно е денес. И атмосфера имаме, бранчиња се слушаат од езерото. Не ви пречиме така таму на масата, фала што присуствувате. Ги заборавте. Ги заборавме книгите. Ние сме машки. Кога имам женски автор, прво што ќе направат ваѓаат книгата тука. Ние ве заборавивме. Туку јас заборавив што ќе опрашував сега, а што можеме да направиме, да. Што можеме и што правиме и што треба да направиме. Значи, јас бев пријатно изненаден, викендов бев в Скопје со туристи и имав слободен ден. Си седнав така со читатели и дознав дека чекале да го заврши серијалот, за да им седнат на сите книги. Ама има еден проблем. Можеш да претпоставиш кој? Една книга фали и не може да се најде. Првата книга од серијалот. Не веќе ги имат секаде. Мислиш? Го свртиле Скопје, барајки го, не може да го најде. Туре ги имат и во Бекерсен, однесо примерот и сега. Да, од првата? Од сите. Значи, слушнавте? Така да си знајте. Ке пренесам јас. Баш бев седнат и тоа беше муаветот, дека идвај чека да го завршиш, чекат расположение и да му седнат. Да, од првата супер. Да, бе. Супер. И во литература и во Бекерсен имат? Не сакав на 100 места да ги носам, пошто не може да ги приберам после. Само првата мислам дека ти имат второ издание. Не, втората има. Не, првата имат. Првата имат второ. Стапени Сачи има второ издание. Ете, супер. Тука лежал зајакот. Да.
Значи Не, да. не, примерот си има. Значи не барале доволно добро. Тебе заедно се тие на две места се имаат само продажба. Ете, супер. Знаеш како јас сепак сметам дека тоа што рече ти најважното нешто е љубопитноста кај читателите. И јас секогаш алудирам. Сега таа удобноста да го откримичи и да го предпоставиме крајот на која страна. Ама знаеш, зато тргвам и јас. Јас пример, кога ми рече некој трилер автор, јас не сум трилер автор. Ти можам да кажам дека си Трилер автор? Не. Научно фантастичен, звучи многу интересно кога го формулираш така. Кажи ми, планираш нешто, некогаш стендалон, некоја засебна книга пак да уфрлиш, или планираш сега серијалов да го тераш? Сакам да го терам серијалов, пошто го имам многу убаво замислено. Така, додека е свежа идејата. Да. Во меѓувреме, ако испадне нешто, сакам би неколку раскази да ги направиш, па никако да седнам. Колку книги да очекуваме во серијалот? 9 до 12. Извини. Шумо, ситница. Значи, А години? 9 до 12 години? Не прегодиш. Добро. Овие се замислени, се многу помали. Така, Не се супер. не се библии Супер. по 600-700 страни, Супер. се по 250 до 300 страни и се многу позабавни. Мислам подинамични и се замислени како серијал, како романчина на времето што читав, Јасно, кој епизода од Јасно. Замислени се така. И така ги терам и за сега многу помије. Знаеш како, еве тоа мислам дека тој е еден вистински одличен чекор за да се придобие публика која е љубопитна, не чита научна Да. фантастика. Ова книга мислам дека ќе може да се обиди кој сакат. Знам дека ти си повеќе по класициве кога зборуваме за научна фантастика. Баш ме интересираше дали ти се читани Марсовецот и Хел Мери. Пошто Енди Вејер има многу интересен пристап кон научна фантастика. Третата што е од него. Не ми е таа читана. Не знам како се Што е дестото. Добро, Не знам, таму е читана. затоа што тој има исто еден интересен пристап, тој има премногу научна, Да, премногу наука има кај него, значи се е издржано, хемиско, физички, ама има, Искомбинирано со многу хумор, така. Значи направена е да е забавна. значи кога рече дека овој серијал ти е подинамичен, ме потсети на тоа, дека Баш така. да ние ги имаме научно фантастичните елементи, ама и да не ти лежат, ќе ти се допадне друго. Овој е многу полесен за пишење и е многу позабавен, мене ми е за пишење. Па тоа е најважно. Многу ми е позабавно сега да истражувам, пошто многу добар дел барвам во истражување. Значи од црни дупки, од генетски мајонци, Многу добар дел, Така, колку ајде. време во денот истражуваш? Не Или време за една во- не работа време што ти во денот, треба, колку- имам процес кој ќе имам наплив на инспирација кој ќе изнапишам на пример во неколку дена, па после пресушувам во еден Така. така го викаме супсум Да. тогаш. И тогаш земам на пример и читам статии, што имам на страна, што имам научни истражувања, војни енциклопедии што ги имам, ги листам, тргам делчина, од тие тој дел ми е секогаш исполнет. Затоа ги тргам на страна, да си ги клопам, си ги дзидам. Сега од друга страна, последна граница е веќе епе тој. Јако звучи кога ќе речеш епето. Прекрасен темел, подлога ми е. Да. И се над него кој ќе имаш разработен свет, кој ќе знаеш све веќе за него, мада во други скроз наново почнуваме, Така. ама лежи на него, тежи. И е многу лесно за работа. Не, и ослободен си. Јас тоа, мислам, ти имам кажано, го почувствував кога пишував тајни. Да. Затоа што кога пишував тегли имаше некоја поинаква нишка за сватам дека со вторава можам скроз да се опуштам и да пишувам нешто исто, ама различно. Да ги допиш границите доке можеш. Сметам дека секој автор треба да си се предизвика себе си. Ако си имаме ние комфортна зона, тоа е супер, меѓутоа и во таа комфортна зона ние пак можеме да имаме предизвик. Се останува публиката, кажи дали твојот предизвик е добар за публиката или не. Јас веќе сум заинтригиран и едва чекам да излезе од печатење. Од текот на недела ќе имаме. И еве ветувам јавно дека ќе дојдеме ресен да си ја земе, а не да ми ја праќаш по пошта. Се смеет затоа што нашето одење и ресен стана епско. Епска фантастика или фантазија, не знам веќе што е. Ќе види. Во пролет или се види. Па обично јас давам првен дали сакаш ти нешто да дополниш да зборниме за нешто што не чепнавме. Па мислам дека ваќе више се опативме. Заради ако сакаат некој прашање, некој слободно. Па да, тоа ми е целта. Обично оставаме простор за прашање.
Друштво слободно следните, завршуваме за 5 минути, нема ви пречиме и нема да ни пречите. И музика ќе има дури. Океј. Некој нешто да праша? Ајде ја да прашам. Ајде. Што пишувате научна фантастика, фантастика, колку е нужен, колку е неопходно да имате и некоја научна подлога за да ја пишувате? Али мора. Па тој е хемиски инженер. Не, правник сум. Вака сега. Науката, во научна фантастика конкретно, е само дел од приказната. Пошто ако имате една прекрасна граница, тука малце е немилосрдната, ако претерате, ќе личи на докторска дисертација. Никој не сака да чита докторска дисертација. Тоа треба да е толку вкусно вклопено и да е интересно, вие да прочитате некоја информација и да ви остане во сеќава или да ве заинтересира, а да не осетите, да не почувствувате тежина. Значи научната фантастика да е издржано или теоретски да би можело да е издржано. Сега јас Точно. да, јас на пример добар дел од работите кои се напишани внатре, добар дел ги имате и денеска или се разработат во лабораторија некаде. Али од друга страна го имате меѓузвездениот погон кој го работи, тој е чисто теоретски и е плод на моја фантазија, ама е кога ќе го размислите, Да е возможно. има некоја логика. Можда на некој астрофизичар сега да му го раскажам ќе падните од смење овде, ама од друга страна кога ќе очиташ и е така се имам потрудено да е со низ примери да е опишан, што окей ќе се јажиш, има и некоја логика. Точно, лога на стилот на пишење е тако. Го читаш, не размислуваш дали ова е вистина во моментот. Да. Лесто си се вклопиш во читањето, ти го доловува тоа што треба. Немаш думки. Па тоа е поентата, ти Тоа беше си мојот. го гради цветот и логиката треба да држи место во тоа што е пренесено на страниците. Не можеш да речеш дека нема да е возможно после 100 години од сега. Да. Да. Да, па Да речеш дека нема да е. гледаш тоа прашање не ти го поставив. Смеам јас да поставам прашање ако е време за Значи едно многу убаво прашање што се врти на промоцииве со Зоран, затоа што на некој начин е актуелно, бидејќи ги бие глас на авторите за научна фантастика дека предвидуваат иднината. Знаеш што ќе го прашам и тој од сега се смешка под мустак. Колку мислиш дека посебно твоето уредување во книгава ќе се оствари? За колку временски период? Ти се смеевме ние, ама стварно посебно со дешавкиве од пред 1-2 недели мислам дека сме трнати натаму. Да се оствари немат, али имат некои работи што се поклопат. Да, има работи. Целта на автор на научна фантастика не е да ја предвиди иднината, туку да ја наблюдува Точно, и да предупреди на неа. точно. Значи никој не може да предвиди ништо, али може да ја наблюдува и да предвиди и да предупреди. Па делумно се должи, знаеш како, тоа што спомна и ти преска, значи истражуваш, земаш работи, си ги ставаш во некој свој концепт, измислуваш нешто ново, што се темели на нешто што постои, што не значи дека без разлика што не си научник, не значи дека во иднина таквото нешто нема да се оствари. Точно. Затоа што е, знаеш како викаат американци, е plausible, возможно. Да. Океј, некој друг нешто да праша? Околу остварувањето. Мгм. Предвидени или непредвидени. Ние како деца, јас сум од таква возрастна генерација, читавме цетам романи, Да. Гордон Леле Флеш Гордон. и бевме восхитени од тие летала, тие настани и така натаму. И сега во таа дистанца гледам и летала денес. И гледаме краче едно, тапи бу. И лета. Да. Или овие работи. Да, телефоните. Кои би Неле точно, ако размислиш дека треба. И стои една линка за Борис Мајстор. Борис Мајсторов и ние го фативме. Сетиме 60 Да. години. И повозрастните баби, дедовци наши,
човечињава од кај изборно. По кубина само го имат отворено радиото, човечињата да ги видат натре. Или скршиле екран. Да видат. Дали ќе излезат, да ги спасиме луѓето во екранот од телевизорот. Да видиме што ќе излезе. Да. Не. Затоа и јас сметам Да. Некој доброто време Е сосема возможно. ќе спаси свет. Или не. или не. Зависи кој ќе го чита романот, дали Трамп или Путин. Задачата Зоран си ја остварен. Го предупреде светот. Да, ме предупреди, точно. Сега светот треба да се свести што прати кај терат. Добро, друго некое прашање имаме ли за Зоран? Или официјална вечер можеме да ја завршиме па да продолжиме да си се дружиме вака. Зоран, фала што одвои време да дојдеш во Охрид, да книжев до кафе со алкохол. Да, кафето тука е, во муаветот. Зад камера е кафето. Па, те чекаме на промоција на новата книга во Охрид. За брзо време. За брзо време. Деве пиле ги извади. Леле, ајде, книги ќе извадиме, ги видиме. Готово, се извинувам, овде во торбава, така. Отвори. Чека, ајде, одиме. Готово е. Бе, сум обети, бе, ги Ние што му абетиме, издание. еве го второто издание. Презентерот, повеле, ајде чекам да биде фотографирано и евидентирано дека книгите беа извадени. Значи, нема да редиме слики без книги, само овие со книги, бе, добро? Каков чекан? Добро. Значи, кога ќе ви речи епски и томови, еве на шо мислит Зоран. Значи, треба да знам колку страни. Само 508 страници. Ситници. Правдата пати. Се заигра. Како и да е една предносима книга, што може да се користи како ладно оружје. Може и да Како е не извадиш? Така, некој. Зелената ми фали? Не, и ова ми фали. И не, тај. Не, ова е извај. Чекај. Паута са. Се смеам, зелената ми фали. Значи, мојата перцепција за насловите од книгите се според бојата на корицата. Црвената, зелената и ова. Се извинувам, црвената, зелената и ова. Значи, многу ми се интересни насловиве. За грст пекол, кобалтна плима, калени во крвта, мислам дека ова ми е омилен од насловите. Истапени сечила, што го сгрешив зиме на серијалот, зашто ми остана в главот и прва, и бунар оловни солзи. Значи, еве, 16 години планирање, 6 години реализација. Каде на страна? Чашата да трнам, ајде на страна. И се молам, повелете, да знаеш ова ќе биде аплодир. Да седнам на книгиве, да трнам турбицата прво. Ајде да трнам турбицата прво. Леле, какви сте, ајде. Се сликаме, гледаш? Да правиме на здравје. Да не сакаш се и вака да ги наредам во полукруг, исправени да се гледа корицата и се слика. Не морат. Чекај вака. Убај се. Ајде, повелете. Сега може да завршиме официјално, да станеме ние од масава и да се дружиме. Ај престани со снимање и ви благодарам уште еднаш на сите.